Пелистер е новиот освојувач на македонскиот куп, откако по подоброто изведување на пенали ја совлада Шкендија. Над преварот во 120 минути немаше погодоци. Битола по 16 години повторно се радува на трофеот во купот. Пелистерци одиграа херојски меч против фаворитот и заслужија да победат. Шкендија имаше иницијативата во текот на целиот меч. Пелистер играше дефанзивно, но беше опасен преку контранапади. Имаше и посериозни шанси за гол во регуларниот дел да го реши над преварот, но тоа не се случи. Бажи Илиоски пропушти две прекрасни можности. Откако не беа затресени мрежите по 120 минути игра, се премина кон изведување на пенали. За Шкендија не реализираа најдобрите играчи на тимот. Бесарт Ибраими го промаши целиот гол, но за негова среќа не реализираше ниту Лукас од Пелистер. Сепак Илче Петровски го одбрани ударот на Абдурахими. Бажи Илиоски е херој на Пелистер, затоа што во пенал рулетот го постигна последниот гол за победа и втора куп титула за битолчани. Со овој погодок Илиоски ја освои својата петта куп титула во кариерата со трет различен клуб. Наджишен со и во третото свое финале како тренер, конечно ја освои првата куп круна, а тоа го стори во Македонија со Пелистер и тоа како што вели против големиот противник Шкендија. Понеки пут од опит ви казвам, од искуство, понеки пут не требаше Ова е да мојот играш. трето финале. Во Бугарија и во Албанија не успеав со мали екипи, но сега како искусен тренер во третиот обид го освоив трофеот. Од мене се бараше да излеземе во Европа, а не да освојам титула. Ова е бонус што го направивме. Во ова финале моравме да сопреме тим кој игра многу креативно и има одлични индивидуалци. Знаевме дека ако ја сопреме Шкендија ќе имаме свои шанси. Нашата стрплива игра беше како да играш шах. Имавме две одлични шанси преку Бажи и преку Лукас. Не погодивме, но среќата ни се насмевна. Најдобрите играчи на Шкендија ги сопревме. Стратегот на Шкендија Ерхан Салими по поразот во Купот на Македонија јавно им се извини на навивачите на Тетовчани и ја презема вината врз себе. Përshëndetje nderit të gjithë. Што да кажем, ние требаше да се покажеме на теренот. Не успеавме да го одбраниме трофеот. Им честитам на фудбалерите и на стручниот штаб на Пелистер. Тие умешно се бране, успеа да се одбранат и беа попрецизни при изведувањето на пеналите. Сепак кога тимот нема да победи, виновен е тренерот. Јас ја преземам целата одговорност. Имав 6 дена како главен тренер да го подготвам составот. Мислам дека ги избрав најдобрите, но не успеавме да постигнеме погодок за да оствариме триумф. Уште еднаш честитки за Пелистер, а ние ќе ги анализираме нашите грешки во наредниот период. По завршувањето на овој надпревар може да се извлечат и неколку интересни факти. Помошникот тренер на Пелистер Спасе Ристовски очигледно е таличен за својот матичен клуб. Во 2001 година кога Пелистер го освои купот со победата над Слуга и го Магнат, Ристовски ја презеде екипата во очи финалето и го победи фаворитот од Скопје, кој тогаш го предводеше Ѓоко Хаџиевски, додека пак голманот Илче Петровски, како да ги маѓепса стативите на стадионот Младост во Струмица. Петровски беше херој на битолчани синоќа со одбранетиот пенал на Абдурахими, но голманот на Пелистер одигра најзначајна улога и во првиот надпревар кој зелено-белите годинава го одиграа во куп надпреварувањето против Беласица, кога Пелистер, тогаш предводен од Наум Лјамчевски, триумфираше на стадионот во Струмица по пенал рулетот. По освоениот втор трофеј во куп надпреварувањето, Пелистер после 7 години пауза повторно ќе игра европски надпревари, односно ќе ја представува Македонија во квалификациите од Лига Европа.